Вечно ќе ја сакам, убавка ја твоја, Скопје кажи ми. Во областа Теферич денеска започна акција за расчистување на диви депонии и уредување на јавни површини, која се реализира со заеднички ресурси на општина Кисела Вода и општина Сопиште. Како што информираше градоначалничката на општина Кисела Вода Бети Стаменковска Трајковска, на терен заедно со градоначалникот на општина Сопиште Јане Мицевски ангажирани се багери и скипови за отстранување на депонии со шут и отпад, додека екипи со тримери работат на уредување на обраснатите јавни површини. Во акцијата се вклучени околу 40 работници кои активно работат на расчистување на насобраниот отпад. Активностите се реализираат на барање на жителите од овој дел на општината. Оваа интервенција е дел од пошироката генерална акција за подобрување на хигиената и животната средина, која веќе една недела се спроведува во соработка со јавното претпријатие Комунална хигиена на повеќе локации низ населените места во општина Кисела Вода. Преку ваквите акции се стремиме да ја подобриме хигиената, да ја уредиме животната средина во која сите живееме. Продолжуваме со работа на терен во интерес на граѓаните на Кисела Вода. Чистата општина е заедничка одговорност, порача градоначалничката Стаменковска Трајковска. Неодамна отворениот младински хаб во Скопје, лоциран во Домот на културата Кочо Рацин, поранешен дом на градежници, е достапен за бесплатно користење со претходна резервација на термин. Младинскиот хаб е отворен од страна на град Скопје во соработка со UNDP и представува современо отворен и инклузивен младински центар, креиран според потребите, идеите и потенцијалите на младите. Просторот е замислен како динамично јадро на младинска енергија, каде младите ќе можат самостојно да иницираат и реализираат свој настани и проекти. Хабот нуди можности за учење, работа и професионален развој на студентите и младите професионалци преку различни работилници, обуки и менторски процеси. Од град Скопје ги повикуваат сите заинтересирани млади лица, младински организации и субјекти кои работат со млади и имаат потреба од користење на овој простор да се обратат за негово користење. Резервации на термини може да се направат секој работен ден во периодот од 8 до 16 часот, преку емаил пошта или на телефонските броеви на контакт лицата. Град Скопје блокирал речиси 18.000 сметки на физички и правни лица поради неплатен данок на имот за 2021 година, во вкупен износ од околу 1,3 милиони евра, информираше градоначалникот Орце Ѓоргиевски. Тој упати апел до граѓаните и компаниите во рокот наредните 15 дена да ги подмират обврските за данок на имот за периодот од 2022 до 2025 година, предупредувајќи дека мерките за присилна наплата ќе продолжат и во наредниот период. Според официјалните податоци, вкупно 96.562 физички лица и 2.335 правни субјекти имаат неподмирени обврски кон град Скопје во вкупен износ од околу 19,5 милиони евра. Ѓоргиевски нагласи дека редовната наплата на данокот на имот е од клучно значење за реализација на инфраструктурни проекти, обезбедување јавни услуги и подобрување на квалитетот на живот на граѓаните во Скопје. Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски на пресконференција порача дека Скопје излегува од долгогодишниот финансиски институционален колапс и влегува во период на стабилизација, развој и најголема инвестициска офанзива досега. Тој истакна дека при преземањето на функцијата затекнал град на работ на банкрот со нефункционални институции и блокирани сметки на јавните претпријатија, вработени без плати и долгови од речиси 300 милиони евра. На сметката на градот, како што рече, имало само 8 милиони денари реално расположиви средства, додека истиот ден пристигнале извршни решенија во износ од 48 милиони денари. Наместо да се жалиме, засукавме ракави и почнавме да работиме. Денес можеме гордо да кажеме дека Скопје полека застанува на нозе и оди напред, изјави Ѓоргиевски. Во првите 2 месеци, според неговите зборови, намалени се над 40 милиони евра обврски на градот и јавните претпријатија. Нормализирана исплатата на платите во Дрисла, Комунална хигиена, паркови и зеленило, Лајка, Флора, Коми, Луна,
каде претходно се доцнело по 2 плати. Со првиот ребаланс на буџетот за 2025 година е воведена финансиска дисциплина и засилена наплата. Буџетот за 2026 година изнесува 5,2 милијарди динари, што е зголемување од 12%. Пренесен е вишок од 482,9 милиони динари, со што, како што нагласи Ѓорѓиевски, за прв пат по долги години градот Скопје има повеќе средства отколку обврски. Во делот на инфраструктурата започната изградба на 50 мини паркови низ градот, како и на мегапаркот Христијан Тодоровски Карпош во Бутел. Откочени се и повеќе годишно заглавени проекти, меѓу кои клучката кај Момин поток, булеварот Македонија, булеварот Борис Трајковски, реконструкции на улиците Фрањо Клуси и Перонаков. Градоначалникот најави дека со завршувањето на сите фази од булеварот Македонија, Скопје ќе добие и првата подземна сообраќајница. Во јавните предпријатија, како што информираше Ѓорѓиевски, се реализира обнова со набавка на нови специјални возила, контејнери и опрема, а се инвестира и во зонско паркирање, монтажни паркинзи и монтажни гаражи во клиничкиот центар. Ѓорѓиевски информираше дека поради неплатен данок на имот се блокирани 17.694 сметки со долг од 1,3 милиони евра. Во наредните 15 дена се очекува подмирување на обврските. На крајот, градоначалникот истакна дека ова е само почеток на целосната финансиска консолидација и трансформација на Скопје со цел градот да стане модерен и функционален. Во текот на првиот месец од 2026 година, екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје подигнале и транспортирале приближно 13.000 тони мешан комунален отпад од домаќинствата на територија на градот Скопје, информираат од предпријатието. Во едно од страните се и 2765 кубни метри непрописно одложен мешан комунален, кабаст и градежен отпад во рамки на активностите за расчистување на диви депонии. Интервенции се реализирани во сите скопски општини, при што најголемо количество отпад е подигнато во општина Центар. Екопатролата на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје во текот на јануари изготвила вкупно 56 едукативни записници за правни и физички лица затекнати при неправилно одлагање на отпад. Најголем број записници, или вкупно 32, се врачени на територија на општина Чаир. Од јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје информираат дека континуирано се спроведуваат активности за одржување на јавната хигиена на булеварите и улиците под надлежност на град Скопје. Секојдневно во 3 смени се врши машинско и рачно метење на плоштадот и улицата Македонија, плоштадите Филип II, Мајка Тереза и Богородица, пешачките мостови во централното градско подрачје, како и просторот на старата скопска чаршија. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе